Една проба беше личен тест за нас, за стартот на новата сезона. Како што кажа и нашиот тренер, игравме неколку пријателски такмици во Србија со одлични екипи во Војводина, Партизан, клуб. Таму го темпиравме темпото полека за турнирот и не успеавме да ствариме победа. Меѓутоа имавме други приоритети таму. А за овој турнир дојдовме со цел да ствариме некоја победа, да ствариме победнички менталитет, да се спремиме за стартот на Суперлигата, која ќе биде многу тешка, има одлични екипи, екипите се појачени, сега сезона нормално идат нагоре, полека да се спремиме, приоритет е прво да гледаме целиме кон плейофот, после тоа идеме понатака. Видовме еден нов квалитет и во играта и од купата сите играчи добиваат своја минутажа и свој удел на теренот. Дали кога металопластика се врати во игра, мислите дека може да паднете во ритам и но сега се вративте и повторно во водството? Да, тоа беа многу битни моменти. Ќе го поминам првото полувреме, имавме 4 разлика водство. Мислам дека имавме 3 напади за да крееме на 5 разлика, ние ги искористивме тие. Металопластика искористи, се врати на 2 разлика. Се договоривме при анализа на другите такмици дека второто полувреме многу лоше го отвараме. И тие 5-7 минути дека треба да влеземе маце по-експлозивно, за да само да вербата прво полувреме остане и да го кренеме темпото на игра како што беше и првото полувреме на почетокот. Меѓутоа имавме пак проблем првите неколку минути, но потоа имавме тајмаут, се собравме сите, се смири топката, кажаме што треба да се прави, го спочитувавме тоа и на крајот искочивме победници. Сега уште натрам Брешов. Денеска да одмориме треба, вечер ќе видиме, анализа ќе направиме. Они се исто одлична екипа, вчера имаме шанса да гледаме со металопластика. Беше интересен меч, го гледавме сите, извесен, решен не заврши. Имаше татрен водство, меѓутоа на крај маца мислам дека не искуството им стигна и металопластика го искористи тоа, но сакале да го искористиме тоа, зашто да не, да го анализираме, па зашто да не да победиме, па да идеме за трета место. Фала многу.